Јас морам да ви се заблагодарам за можноста да после 10 години баш во ова место, во ист ден, мислам така и беше планирано се гледаме и ево разговараме за убави работи кои што ни требаат на сите, посебно на високото образование. Беа тие денови на наше возбудение во тоа време и каде што се успее 10 години да истрае и од денес на сегашната председателка на Сдруженијето му посакувам среќа, дол живот на списанието и многу конференции вакви, а сигурно и многу трудови и на младите што се тука и присутни, да во својот научен и образовен пат имаат успеси во животот. Нормално дека моето излагање сега ево на некој начин е усмерено не кон тоа што би стандардно поврзано со темата, него малце повеќе поврзано и со социјалното или да кажем можда и социјално-политичкиот контекст на науката и во смисла на нејзиниот придонес во квалитетот на високото образование, затоа што и во првиот панел, од професорот, беше истакнато со право дека образованието, науката е дел на образовниот процес и преку тоа, може да се унапреди и образованието. И тоа беше и цел на болонскиот процес. Затоа се направи со 3 циклуси за да се поврзе образованието со науката и заедно тие да придонесуваат кон развојот на земјата, кон подобриот живот и така натаму. Затоа, прво, кратко ќе се освојам на списанијата, каде што на некој начин јас се најдов на некој во можност да придонесам и во овој контекст и од таа гледна точка пак овие две мали, добро. Јас бев пред 10 години дел на основнивачкиот, да кажеме, контингент на ова здружение, поради фактот што тогаш го водев, бев едитор in chief, како се вели, главен уредник на списанието Медикус, го назначува меѓународно медицинско списание ново, кое што беше основано од 2004 година и преку тоа сигурно дека успеавме до некаде да ја подигнеме и таа нова списание во едно ниво кое што полека да се придружува и кон други списанија, али бидејќи јас во тоа време нормално имав и за ова позиција помало искуство, затоа што моето искуство како хирург беше нашите трудови ги публициравме во едно друго време како хирург, во она што се викаше тога акта хирургика југославика. Таму ги имавме ние првите наши трудови, па после една долга пауза. Во времето кога бев и во Институт за јавно здравје, со помош и со поддршка на тамошните веќе добро спремани кадри, ние таму основавме првото списание, мислам, на институтот, кое што и сега функционира и нормално дека се води под водството на професорката што е Гордана, што е тука, и која што се вика Архиви на јавно здравје. Али после тоа јас заминав во други позиции и кога се вратив 12 година, презедов Медикус, која што беше, освен другото, улогата и беше тоа да малце и на новите универзитети, кои што почна да се отворат и на некој начин презеда одговорност за развојот на државата со тоа, да се направат платформи кои што тие полесно би можеле да се вклучат во научната работа и во научниот, да кажеме, пат за нивното унапредување во универзитетите, затоа што беше часопис основан од Сдруженијето на албански доктори во Македонија и како таква јас таму останав до 2016, од 12 до 16 и откако основавме Универзитетот Мајка Тереза, јас после се преселив таму и како на некој начин во функција да го водам тоа на почетокот, али исто така на некој начин не ја заборавих целта
da i тука на некој начин праваме една платформа, која што исто така ќе биде почетен, али скромен, али почетен чекор кон создавање на или мотивирање на младите научници да се вклучат во овој процес и да го почнат, значи, чекорењето во овој правец. Тука основавме ние овој Southeast European Journal for Sustainable Development, бидејќи Университетот Мајка Тереза нема медицински науки, него има некои програми кои што се поврзуваат со медицината, како е спортска медицина, нутриција, диететика и така во прехранената технологија. И значи името покажува дека е многу од поширок контекст на теми и полења, али не се исклучува нормално и темите блиски или сродни на медицинските овој науки, кои што се од полето, не од клиничка медицина, да кажеме, него повеќе од јавна медицина, јавен здравствен аспект на медицината и нормално здравствените политики. Овие, значи, Медикус значи, успеавме од еднаш годишно, после 2 пати годишно, па некаде некоја година покушавме и 3 пати годишно, али не можевме тоа да го постигнеме. И сега тоа, значи, почнато, како што реков, 2004-та, јас до 2012-та го оставив и после сега мислам дека професор Невзат Елези го раководи едиторскиот тим и продолжува понатаму, а ова другото списание Southeast European Journal of Sustainable Development е меѓународно списание, кое што на некој начин, не сакам сега да повторам што и професорката претходно ги покажа во детали начинот на публикување и процедури и така натаму. Публикациите се има меѓународен борд, се објавуваат трудови на англиски јазик, во постоје на индексација и така натаму, кој што на некој начин се придружува и покушава да на некој начин превземе свое место, а преди се ги вклучи и студентите, не само на университетите, него и на другите, во процесот на публикации и на научни трудови и на научна работа на некој начин. Затоа научниот труд не може да се направи без научна работа, без посветување на тој профил. Нормално дека и кога почнавме со асоциацијата, една од целите и тогаш беше дека треба со самоздружување да бидеме повидливи во јавноста, и во академската и во научната јавност во медицината, али на тие од кои што ние зависиме, да кажеме, како образовна фела, рецимо, кој што е во функција на поголема посветеност и внимание кон ова дејност, затоа што сигурно дека тешко е да се мисли за по-квалитетно високо образование, ако во тоа не е вклучено и науката и научната дејност. И, значи, самото здружение, и мислам дека ја игра таа улога и сега, преку здружување на сите чинители тука, кои што секој во својот домен или секој на свој начин покушава да го подигне вниманието кон научната дејност и да допринесе кон подобрување на состојбите целосно во овој контекст. Сигурно дека многу работи ние постигнавме. Јас се радував на извештајот и на професор Спиковски и на другите, дека ние веќе имаме голем број на научници и кои што веќе се дел од светската научен контингент, али нормално дека имаме и кусаци. Значи, проблемите што на некој начин што ги имаме се од тој карактер да многу зависат и од другите структури. Во овој контекст јас сакам да кажам дека ние, ако успеавме индивидуите да се на некој начин продолжат со работа и стварно вложат труд и веќе се познати во ова поле, од друг аспект не успеавме образованието, високото образование да го подигнеме исто така на едно друго ниво, кој што би може на некој начин сега да имаме други индикатори. Али во овој контекст мислам дека не успеавме да ја снабиме науката во поголемо внимание на политичките структури и на владата, и за таа работа, како што гледате, ние сме многу ниско финансирани за научна дејност
skoro poniska во целиот регион, каде што ова за 2024 година планира им се околу 0,48 посто средства од GDP-то, кои што се многу ниско од другите земји. Имајќи предвид дека некои програми, кои што се владени програми и агенции, имаат намера преку други канали да го поттикнат значи научната мисла преку предпријатија, преку други иновацијски фондови и така натаму, и тоа мислам дека не се успева, не се постигне таа цел за кој што се наменети и тие средства, а камоли и дел од средствата кои што ги се планирани и од бизнисот, кој што тешко може да планира, значи сегашната научна дејност. Затоа, не случајно ние имаме и ниски индикатори во развојот на земјата, имаме ниски индикатори и во патентите, и во иновации и така натаму, затоа што тоа никако не е случајност. Како што реков, ние имаме добри научници, имаме професор ги кажа колку публикации имаме во светот, али све тоа ако не се поврзе во систем, да функционира со системот, ефектот сигурно е дека индивидуален, дека е започет, али не е во функција на добро на државата, не е во функција на развојот и на тоа што зашто е намената и самата наука и иновациите и така натаму. Не би сакал повеќе да должам, сакам уште еднушка да нека биде ова начин на повик кон властите да размислуваат за овој сегмент, да поттикнувате, за да ние и како високо образование во целина, не само како наука, и како академија, и како значи академска и образовна значи заедница, стварно имаме добри резултати во сите полиња и во тие рангирања и така натаму, затоа што само така можеме да обезбедиме подобро утро, подобар живот и подобри шанси за нашата млада генерација, затоа што сега во светот тоа се цитира, значи се гледа каде си, што си со метриката и така натаму, и тоа функционира. Ако ние тоа не успееме да го направиме и за нашите млади генерации, мислам дека не ќе ја исполниме нашата должност како генерација, како другите што ја исполнеа за нас, па не направија многу да кажеме видни професори и кои што на некој начин сега ние сите се гордееме со нив. Така да уште еднашка благодарам на поканата, ви посакувам успешни многу години, здравје и се неубаве на сите вас. Благодарам многу.